Официјално стартуваше операцијата на Фронтекс во земјава. 111 полицајци од земји членки на Европската унија ќе им помагаат на домашните институции во обезбедување на јужната граница, која е на патот на така наречената западно-балканска мигрантска рута. The aim of the cooperation is to control migratory flows, to tackle. Целта на оваа соработка е да се контролира протокот на мигранти, да се справиме со прекограничниот криминал, вклучувајќи шверцување на мигранти, трговија со луѓе, тероризам и зајакнување на соработката. Фронтекс распоредува луѓе и техника во Северна Македонија како поддршка на локалните власти во обезбедувањето и контролата на границите. Почетокот на заедничките активности со Фронтекс, Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража, според надлежните, представува и политичка порака на ЕУ, дека Северна Македонија и останатите земји од регионот треба да станат дел од Унијата. Минатата година, западно-балканската рута сочинуваше речиси половина од нерегуларните влезови во Европската Унија. Следејќи ги статистиките за миграцијски движења за оваа година, Западниот Балкан и понатаму останува атрактивен миграцијски пат кон Европската Унија. Затоа заедничката операција која денеска ја започнуваме има за цел со заеднички сили да ги контролираме миграцијските текови, поефикасно да се справиме со прекограничниот криминал, вклучително и кријумчарењето на мигранти, трговијата со луѓе и тероризмот. Денешниот старт на оперативната соработка со Фронтекс следи откако пред речиси 6 месеци беше потпишан договорот со оваа агенција, чекор овозможен сокревањето на бугарското вето и потоа неговото ратификување во собранието во февруари годинава. Горди сме како нација што овој договор е прв потпишан договор со Европската Унија на македонски јазик, без додавки, фусноти и звездички, што е доказ за заштита на македонскиот јазик и македонскиот идентитет, кои што со овој документ се поставени на европско рамниште, заедно со сите други јазици и идентитети на земјите членки на Европската Унија. За сега состојбата со мигрантите според безбедносните служби е во рамки на предвидувањата. Годинава нема посериозно зголемување на нелегални преминувања. 2022 завршила со околу 30% повеќе обиди за илегален влез во однос на претходната година, што е сепак помалку од останатите соседни земји, каде е забележано 80% зголемување на влез на мигранти кои Западен Балкан го користат како рута на патот кон Европската Унија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.